Ние бараме од другите партии, поголемите партии ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ, да бидеме вклучени во разговорите околу промена на изборниот модел и затоа и упативме писмени барања до лидерите на овие три партии. Добивме повратен позитивен одговор досега од председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев. Социјалдемократскиот сојуз имаше предизборно ветување уште пред парламентарните избори 2016 година и тоа е нивен став дека тие се залагаат за една изборна единица и очекувам таа поддршка да продолжи и понатаму. Но исто така очекувам и од другите политички субјекти да го прифатат овој модел на една изборна единица, бидејќи имаме аргументи за тоа и е многу добро прифатен од граѓани. Тоа би значило поголема демократизација на општеството. Значи тоа е во интерес и на државата и на сите граѓани и на политичките партии, затоа што директно ќе бидат представени граѓаните преку оние пратеници кои што тие ги избираат на парламентарните избори. Што се случува со сегашниот изборен модел со 6 изборни единици? Имате политички субјект со собствена политичка идеологија, кој што би се представил пред граѓаните и би побарал поддршка на избори и може во една изборна единица тој кандидат за пратеник да усвои 5-6 илјади гласови. Но тоа е недоволно за да влезе во парламентот, така што тие гласови од граѓаните кои што се определиле за таква политичка опција остануваат непредставени во собранието. Ако видиме дека има 6 изборни единици по 5-6 илјади гласови, секаде не реализирани во мандат пратенички, 30 до 40 илјади практично од гласачите немаат свој репрезент како пратеник во собранието.